Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Во завршна фаза се подготвителните работи за асфалтирање на улицата Вера Которка во Кочани, чие комплетирање беше одложено поради технички причини. Во меѓувреме, нов асфалтен слој е поставен на други 3 улици, а една во постапка за пробивање. Иако се најавуваше дека до средината на летото ќе биде целосно изградена и асфалтирана, комплетирањето на улицата Вера Которка е пролонгирано. Причина за тоа е изградбата на одводот за атмосферска вода во местноста Монополски Бавчи, поради што трите крака на оваа улица ќе добијат асфалт наскоро. Според одговорните во комуналното јавно предпријатие Водовод, при нагодувањето на котите за изградба на одводот за атмосферска вода се појавиле повеќе пречки, меѓу кои и цевките за геотермална вода и кабелска инсталација, па морало да се менува трасата на атмосферската канализација. Во меѓувреме веќе е завршено поставувањето на цевките што ќе ја собираат атмосферската вода во должина од 60 метри, а преостанува уште поставувањето на решетките. Од одделението за уредување на градежното земјиште на општина Кочани информираат дека ваквите технички проблеми повлекле дополнителни финансиски средства, ја оттежнале работата и го одоговлекувале асфалтирањето на улицата. Општина Кочани најави дека наскоро ќе започне и со асфалтирање на трите крака, 2, 3 и 5, кои што се во вкупна должина од околу 350 метри, за што се наменети над 1.200.000 денари. Градежните работи ќе ги изведува предпријатието Стоименов од Кочани. Во рамки на инфраструктурните активности, деновиве е завршено асфалтирањето на двата крака на улицата Стамен Манов, за кои се изградија и подпорни зидови. Поради големата висина на едниот од зидовите и заради безбедност на пешаците е поставена и заштитна ограда. Исто така, асфалтирани се и улиците Скопска и Петар Синадинов во местноста Прокарка, а се работи на пробивање на улицата Ѓорѓија Пулевски. Со пешачка патека се поврзуваат две индустријски зони на излезот од Виница кон Берово. Деновиве се работи на уредување на тротоарот во должина од 1 километар. Покрај пешачење за работа, жителите на Виница добиваат и можност за проширување на зоната за рекреативно пешачење од излезот на Виница па се до индустријската зона кон Берово. Деновиве се работи на уредување на тротоарот во должина од 1 километар. Продолжуваме со поставување на бекатон плочки во општина Виница. Еве моментално се работи на излезот према Берово, од Виница према Берово, со должина некаде околу 1 километар. Меѓутоа не застануваме овде, продолжуваме и со другите тротоари, продолжуваме и со потесните сокаци улици во градот Виница и во населените места. Се надеваме дека до крајот на месец септември, тендерот кој што ни беше распишан пред 2 месеца ќе биде целосно завршен и дека 5500 метри квадратни ќе бидат целосно реализирани во сите населени места во нашата општина. Во текот на летото беа поплочени тротоарите покрај храмот Свети Лука, улиците Даме Груев и улицата Крушевска република. За оваа инвестиција општината издвои 3,5 милиони денари од општинскиот буџет. Две лица од Кочани купиле неисправен детектор за метал, зашто продавачот им прикажал лажни документи. По пријавувањето на случајот во полиција, продавачот од Делчево заработил кривична пријава. Намерата да бараат злато под земја ги оставила двајца кочанци покуси за над 1000 евра. Тие решиле да купат детектор за метал од лице од Делчево, но набрзо сватиле дека уредот не функционира и оти се измамени, па отишле во полиција да го пријават случајот. Настанот го потврди од Министерството за внатрешни работи, при што во писменото известување стои оти надворешната канцеларија за криминалистички работи од Делчево поднела кривична пријава против 44-годишниот МП од Делчево, затоа што постоеле основи за сомнение дека сторил кривично дело измама. Во периодот од 10 до 14 мај оваа година, пријавениот се представил како лице со име Зоран и тврдел оти поседува фирма за продажба на детектори за метал со можност да открива и злато. Потоа со лажно прикажување факти на две лица од Кочани им продал неисправен детектор за метал. На тој начин на двајцата кочанци им причинил финансиска штета од 70.318 денари. Откако било утврдено оти се работи за измама, Делчевецот заработил кривична пријава, а од полицијата нема информација дали по откривањето на лажниот детектор за метал двете лица од Кочани успеале да си ги повратат парите.
38 деца од социјално ранлива категорија семејства од Кочани искористија можноста за бесплатен одмор. Задоволни се вратија од летување од одморалиштето Мајски цвет во Струга. И во Кочани успешно реализиран проектот бесплатно летување за децата од социјално ранливи категории. Од летување се вратија задоволни сите 38 кои беа вклучени во проектот, а беа дел од групата што ја реализира Министерството за труд и социјална политика во соработка со центрите за социјална работа. Освен летувања, предвидено е изземување за овие категории деца, истакнуваат од центарот. И ова година во координација со Министерството за труд и социјална политика упативме на летување 38 деца од социјално ранливи категории кои што беа придружувани од нивните со 12 лица придружба за децата кои што се корисници на посебен додаток. Значи во периодот од 19 до 25 јули 2018 година 16 машки и 22 женски деца летуваа во одморалиштето Мајски цвет во Струга, каде што се вратија со стекнати искуства со разменети другарства кои што позитивно се одрази во нивниот развој. Предвидено исто така изземување за овие категории на деца со цел нивно анимирање, социјализирање, а како резултат на постојаните напори на Министерството за труд и социјална политика за вниманието кој што и го посветува на овие деца кои што се представуваат доста значајна фрагилна категорија на кој што ние како Министерство и како Центар за социјални работи даваме целокупната и обезбедуваме целокупната логистика. Со проектот им се помага на оние семејства кои што се во најтешка состојба и кои немаат доволно средства да ги пратат своите деца на одмор. Корисниците на овој проект добиваат 6 полни пансиони, превоз до дестинацијата, но особено значајно е што се анимираат, летуваат и имаат можност да се дружат со врсници од сите краеви на Македонија. Корисниците на посебен додаток, односно деца со пречки во развојот, имаат право и на придружник, што значи дека услугите се обезбедени и за придружникот. Понеделник на споменикот на Слободата во Кочани ќе се прикаже театарската представа Солун, град на духови, во режија на Слободан Унковски. Представата е продукција на театар на навигаторот Цветко од Скопје со подршка на Министерството за култура и Музејот на Холокаустот на евреите од Македонија. Понеделник на 20 август на споменикот на Слободата со почеток од 20 часот ќе биде прикажана театарската представа Солун, град на духови, работена по текст на Русомир Богдановски, инспирирана од истоимената книга на Марк Мазовер, а во режија на Слободан Унковски. Хрониката Солун, град на духови од светски познатиот историчар и професор Марк Мазовер е објективна хроника на животот и случувањата во текот на 5 века во најзначајниот град на Македонија. Опфаќа период од турското освојување на Солун во 1430 година, па се до депортацијата и холокаустот на 45.000 солунски евреи во логорот Аушвиц. Русомир Богдановски, инспириран од оваа историска хроника, развива документирано играна драма, возбудлива по настаните, судбините на луѓето и течењето на времето. Представата е продукција на театар на навигатор Цветко од Скопје, со поддршка на Министерството за култура и на Музејот на Холокаустот на евреите од Македонија. Актерската екипа ја сочинуваат Симона Димковска, Ивана Павлаковиќ, Стефан Вујсик, Мартин Манев, Горан Николов, Владимир Петровик и Наталија Теодосиева, која е родом од Кочани. Прикажувањето на представата во амбиентот на споменикот на Слободата во Кочани за актерскиот состав представува исклучителен момент. Во структурата на споменикот на Слободата, потполно отворена кон природата и обликувана со сцена и театрон со очигледен потенцијал, е замислено да функционира како простор на интеракција, живот и соживот со оние кои го наследуваат, со желба одново да се отворат постојаните и да се откријат нови перспективи кон можностите што ги нуди споменикот на граѓаните, но и секој друг кој го чувствувал или би го почувствувал како свој. Изведбата на представата Солун, град на духовите, на ова место представува еден решителен чекор кон остварувањето на намерата за одново освојување и населување на овој простор на Слободата и на негова долгорочна ревитализација, велат уметниците од составот на Унковски. Настанот е поддржан од општина Кочани и фондацијата Фридрих Еберт од Скопје. Ликовниот уметник Александра Димитрова од Кочани со самостојна изложба во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци.
Истата е дел од меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2018. Понеделник на 20 август 2018 со почеток во 20 часот во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци во предвечерието на новото издание на меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2018 ќе биде отворена изложба на ликовниот уметник Александра Димитрова од Кочани. Димитрова пред љубителите на ликовната уметност во Кавадарци ќе се представи со акварели од нејзиниот најнов работен циклус, премиерно пред кавадаречката публика. Александра Димитрова е родена 1986 година во Кочани. Средно образование завршува во училиштето за применета уметност Лазар Личиновски во Скопје 2005 година, во класата на професорите Ангеле Гавровски и Газанфер Бајрам. Со високо образование се стекнува на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, на оделот сликарство со конзервација и реставрација во класата на професор Благоја Маневски, а магистрира 2011 година во класата на професор Јован Шумковски. За најновите дела на Александра Димитрова, кустосот советник Илинка Атанасова, меѓу другото ќе рече: најновиот сликарски циклус на Александра Димитрова, насловен како Нова димензија во создавање, содржи 20 апстрактно насликани акварели, композиции кои будат спротивставени чувства кај посматрачот, додека на едната страна слика концентрични кругови, од најстари времења препознатлив символ за бесконечноста на универзумот. Од друга страна, како пандан слика паралелни снопови од брановидни линии, асоциација на краткотрајноста и минливоста на животот со сите негови подеми и падови. Гледајќи ги во целина делата, забележуваме дека се нижат сегменти од истиот ритуален обред. Изложбата е во организација на Домот на културата Иван Мазов Климе, а е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово продолжува со низата засилувања во пресрет на новата надпреварувачка сезона. 20-годишниот Филип Георгиев од хрватскиот тим Улјаник од следната сезона веќе ќе ги брани боите на третолигашот од Кочани. Градскиот фудбалски клуб Осогово продолжува со засилувањата во своите редови во пресрет на новата надпреварувачка сезона. Кон тимот се приклучи 20-годишниот фудбалер Филип Георгиев, кој доаѓа од екипата на Улјаник Пула. Станува збор за играчот средината на теренот кој во жолто-синиот дрес се враќа по една година мината во Хрватска. До сега има настапувано за Металург и фудбалскиот клуб Кочани. Кочанскиот третолигаш веќе ги започна подготовките за новата сезона, а Георгиев е деветото засилување кое се приклучи кон тимот на Осогово. Од таму информираат дека продолжуваат со клубската политика за носење млади и перспективни фудбалери кои својот квалитет треба да го покажат пред публиката во следната сезона. Во таа насока вреди да се спомене и дебито на двајцата играчи од младинските категории на тимот, 15-годишниот Славче Митовски и една година помладиот Драган Цветанов. Тие добија по 10 минути на средбата што се одигра викендов во Кратово против екипата на Силекс, каде Осогово загуби со 3:2. Ова треба да биде дополнителен мотив како за нив, така и за останатите членови на младинските категории да продолжат со максимална работа и залагање и со тоа да добијат шанса за настап за сениорскиот тим. В среда, 22 август, на стадионот Никола Мантов во Кочани ќе се одигра и првото коло од Купот на Македонија, каде со почеток од 17 часот силите ќе ги одмерат екипите на Осогово и Пелистер од Битола.
Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.